Пред 3 години најавени, па заборавени. Државата се зафати со отворање на 4 регионални депонии во Македонија, меѓу кои и во југоисточниот регион, но нивната реализација никако да почне. Ова како проект го најави владата во март 2018 година, како ефективен начин за борба со климатските промени. Но засега нема придвижување на процесот. Општина Струмица, како дел од југоисточниот плански регион, за регионална депонија зборува околу една декада. 10 општини преговараа со австриската компанија АСА, но висината на цените што требаше да ги плаќа домакинствата не беше прифатлива за градоначалниците, па проектот остана да го решава државата. Јаневски вели дека ова е клучен проект за заштита на животната средина од кој бенефит ќе има целиот регион. Па јас не би кажал дека е во мирување, но нема конкретно се уште решење за таа работа. Вие, спомнавте, нашата јавност знае, ние ги дадовме ингеренциите на централно ниво, не само нашиот регион и другите, за да со поголем капацитет, со поголема можност можат да ги решат, бидејќи решивме на ниво на држава и на ниво на региони и на ниво на општина се сложивме дека ова менаџирање со отпадот мора да оди на регионално ниво. Не може секоја општина самостојно да го решава, бидејќи од многу причини. Тоа е од количините на отпади, од менаџирањето, од функционирањето на тие понатаму фабрики, би кажал, тие не се депонии во вистинска смисла на зборот, како што можеби во нашата перцепција ги имаме. Тоа се вистински фабрики за обработка со европски теркови. И тука е дотаму ова активност. Општината има од порано изработено сериозни студии, физибилити студии, проекции како да се менаџира до детали со селектирање на отпад, со повеќе садови. За регионална депонија на југоистокот е избрана депонијата Шапкар кај Добрашинци. Тоа ќе биде местото каде ќе се врши селекција и обработка на отпадот од целиот регион. Во моментов оваа депонија е силен загадувач на амбиенталниот воздух поради честите палења, особено во летниот период, кога се високи температурите.